Моето второ прашање е до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. А се прашање е конкретно земјоделците од Битола, Пелагонија и од цела Македонија. Иако законски крајниот рок за исплата на земјоделските субвенции за 2015 година беше 30 јуни, информациите од терен од земјоделците говорат дека повеќе од 50% субвенции не се исплатени, а за 2016 години за субвенциите не станува збор. Дека вистинските земјоделци, тутунопроизводителите, лозарите, гранинарите, сточарите, сите ги чекаат овие пари, фирмите блиски до власта ги добива субвенциите дури и со исплата на последниот ден од крајниот рок. Еве ви примери. Земјоделскиот комбинат Пелагонија од Битола, фирма во собственост на олигархот близок на власт Орце Камчев, добива пари на 9.6, 36 и 29.6 во висина од 43 милиони денари. Лозар Педистерка, исто така фирма блиска до власта, ги добива субвенциите на 10.6. Земсил, Рик, Силекс, Кратово, исто така фирма блиска до власта, фирма на Дзинго и фамилијата, си наплатил повеќе од 2,6 милиони денари во предвидениот рок. Дури фирмите за кои се поднесени кривични пријави и кои истите треба да се наоѓаат на црната листа на вашето министерство, ги добиваат субвенциите. Десил Слободанка Србиновска, фирма собственост на вашиот подрачен раководител во Битола Илија Србиновски Шате, си ги наплаќа парите во јануар и февруар во износ од преку 480.000 денари. Фирмата Корал, собственост на блиски роднина на гранчалникот Водемир Капија, си ги добива субвенциите во јануари во износ од повеќе од 900.000 денари. Фирмата Варда Раде Градско, иста така фирма за која што има кривични пријави, ги наплаќа исто така во јануар на почетокот на годината субвенциите во износ од 7.676.000 денари. Наместо тие да бидат казнети, тие се наградуваат со експресна исплата на субвенциите. После катастрофална година, со нерешен пласман, со се уште неплатено грозје, ниски откупни цени на пченицата, на оризот и друго, земјоделците се надеваат дека со субвенциите ќе ги покријат трошоците на производство и ќе ги платат своите вересии во земјоделските аптеки. Покрај скапата нафта, семиња, ѓубриво и се друго, ние имаме земјоделци кои ги правите неконкурентни и на допаштите и на странските пазари, затоа што во опкружувањето државите веќе ги исплаќаат субвенциите за 2016 година. Поразително е тоа што во сите овие години не имате исплатено 170 милиони евра. Тоа е равно на еден годишен буџет кој што треба вие како земјоделие да го исплаќате на земјоделците. И затоа јас ве прашувам во име на земјоделците, кога ќе ги исплатите субвенциите за 2015 година?